Календарска исплата на субвенциите побараат до Асоциацијата на земјоделци. Владата одлучи исплатата да продолжи тоа за 2 буџетски години, за ланската 2017 и до крајот на јуни, до кога и законскиот рок. За оваа земјоделска година на располагање на земјоделците за субвенции им стојат 100 милиони евра. Мерките за државна помош од програмата за финансиска поддршка на земјоделството се усвоени. Исто така е предвидено да има календар за исплата на субвенциите. Точно е дека е предвиден календар, ами тоа го нема календар. Ако постоеше календар до сега, не октомври месец требаше да почнат исплатите за зрнистите култури. Меѓутоа сега сме јануари и се уште не е почната исплата на субвенциите. Тоа е каснат, има оправдување, бидејќи уште после нова година нешто се прават некои пресметки, не знам како, некои нови софтвери и уште и обеќањето беше дека од 20 јануари ќе почнат да се исплаќаат субвенциите. Програмата за директна финансиска поддршка во земјоделството со поддршка на мерките за доход на земјоделските стопанства, директни плаќања за растително и сточарско производство, дополнителна поддршка, односно субвенции се предвидени и за осигурување, заштита на земјоделското земјиште и исплата на штети кај земјоделските посеви од природни непогоди и катастрофи. Останува финансиската поддршка за складирање на пченица од домашното производство од реколтата 2018. Одобрена е и програмата за рурален развој, за која се обезбедени 2 милиони денари или 32,5 милиони евра, како и методологијата за проценка на пазарната вредност на земјоделското земјиште во државна собственост, на која се подигнати оранжери и објекти, а кои се во функција на земјоделското производство, како и информациите за објавување на јавни огласи, за давање под закуп на државно земјоделско земјиште до и над 3 хектари. За повеќе од 3 хектари државно земјоделско земјиште во источниот дел од земјава ќе може да конкурираат земјоделците во Виница и Кочани, за земја до 3 хектари, беровските и пробиштивските земјоделци.